Штип со иницијатива за изградба на два споменика, едниот за бранителите, другиот за жртвите на комунизмот. Ова денес како единствена точка беше ставено на дневниот ред на Советот, но опозицијата побара нивно раздвојување. Јас не гледам начин, примерно, кога како советник би сакал да поддржам една иницијатива, а за другата да го дадам гласов против, на кој начин, ако одат во пакет, тоа би го остварил како мое основно право како советник. Насоката на оваа дискусија е дека ние на нероден Петко капа му кроиме. Значи, треба да се разбереме, ова се иницијативи на дали ќе се донесе одлука да се изградат тие споменици или не. Значи, ние како Совет треба да ги прифатеме овие иницијативи. Не со ово завршни проекти, за да ги разгледуваме посебно. Еве, јас се слагам со тоа, да не биде заеднички, него нека се води дискусијата заеднички, кога ќе дое гласањето, која е за едната програма да се надополне со споменикот, ќе биде за или против, која е за другата да се надополне со неа да биде за или против. Зошто опозицијата беше против иницијативата за споменикот на жртвите на комунизмот? Јас сакам да искажам мојата лична почит према нив. Меѓутоа, иницијативата за подигање на едно вакво спомено обележје не ја гледам како обид за нивна рехабилитација, напротив, ја гледам како обид за осудување на едно време на еден систем. Никој не е ставен овде на уптученичка група. Ние не осудуваме држава, ни режим, ни идеологија и така натаму, едноставно се стави едно спомено обележје кој на никој нема да му смета. Советниците беа единствени околу споменикот за бранителите. Ова за советникот од достоинство е чекор за подостоинствено одбележување од годишнината на нивната смрт. И се надевам дека во иднина ќе учествуваат, односно ќе чествуваат и лица од повисоките структури и дека ќе се гордееме, да не се криеме. Единствено до сега овие 13 години, за прв пат, ланската година, градоначалник Илчо Захариев дојде, значи тоа е највисока функција која дојде да се поклоне, односно да положи цвеќе на гроба на луѓето кои погинаа 2001 година. Двете иницијативи добија зелено светло од советниците, а дали, кога и каде ќе се градат, ќе се утврдува дополнително.